Франција и Холандија засега резервирани за отпочнување на преговори во јуни. Ова е впечатокот по денешниот појадок во Брисел на кој присуствуваа министрите за надворешни работи на земјите членки на ЕУ. И покрај поддршката од поголемиот дел, овие две земји бараат јасни реформски резултати. Важно е Северна Македонија да продолжи да напредува. Холандија е строга и праведна во однос на примената на условите и мислиме дека од најголема важност Северна Македонија да покаже јасни резултати, посебно во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Одаваме признание за решувањето на спорот за името, но тоа не го прави помалку потребно покажувањето напредок во другите области. Во Брисел денеска најсилна поддршка земјата доби од источноевропските земји, како и од Италија и Ирска. Шефот на грчката дипломатија Катругалос се изрази задоволство од решавањето на спорот за името, а унгарскиот министер за надворешни работи Сијарто истакна дека нивен експерт е веќе пратен во МНР каде работи на подготовка за успешен старт на преговорите. Во јуни мора да се донесе одлуката за преговори со Македонија. Европската комисија оваа година подоцна ќе ги објавува извештаите за напредокот на земјите од регионот, односно по изборите за Европскиот парламент на крајот на мај. Меѓутоа ова не смее да биде причина да не се донесе одлука за преговори на Советот во јуни. И Димитров и Османи со порака во Брисел. Земјата доследно си ги извршува бараните обврски. Нашата работа е да ве убедиме дека она што го имаме денес во Северна Македонија е можно за Европската Унија. Нашата цел е да се трансформираме и да станеме европски во начинот на кој функционира нашиот систем. Председателот на Комисијата за европски прашања Артан Груби денеска кажа дека барањата на Брисел претежно биле исполнети, а законските решенија ќе се носеле во тек. Како пример ги наведе Србија и Црна Гора дека не биле ништо подобри во законскиот нормативен дел од Македонија. Ние успеавме да ги усвоиме законот за судови, законот за управни спорови, законот за прекршоци, законот за антикорупција, законот за антидискриминација, уставните измени, како што ви кажа. Во втора фаза се и законите од безбедносната сфера, значи за трансформирање целосно на управата за безбедност и контраразузнавање во Агенција на национална безбедност и цел сет на закони кои што поминаа во првото читање, како што исто така треба да помини законот за судски совет. Овие се сетот на законите кои што сметам дека ќе ги донесеме до завршувањето на сесијата на собранието. Според високи дипломатски извори, отворањето преговори во јуни ќе биде приоритет на романското председателство, но неизвестноста ќе трае се додека не се објави извештајот на Европската комисија.